Во Собранискиот деловник е предвидена посебна процедура за донесување на буџетот на државата, вклучително со постапката за ребаланс, односно за ситуации кога се оди на измени и дополнувања. Уставот ги поставува клучните насоки за креирање и трошење на државната каса преку одделни членови кои ги уредуваат и разграничуваат надлежностите на извршната и на законодавната власт. Согласно член 91, владата има исклучиво право и обврска да го подготви и да го предложи државниот буџет, како и да го достави до собранието, кое пак, како што е предвидено со членот 68, ги донесува буџетот и завршната сметка. За секоја фискална година се донесува нов буџет, а во случај таа обврска да не биде завршена пред почетокот на новата година, се применува законски механизам за привремено финансирање кој е уреден со Закон за буџети. Заедно со годишниот буџет во собранието секоја година се донесува и нов закон за извршување на буџетот кој ги уредува оперативните правила, рокови и контроли според кои државните институции, односно буџетските корисници, можат да ги трошат одобрените пари во тековната година. Постапката за донесување на буџетот, откако владата ќе го достави до претседателот на парламентот, детално е уредена во посебно поглавје и со 15 члена од Собранискиот деловник, вклучително со издвоени одредби за ребаланс. Исто така, одредбите од деловникот, што се однесуваат на постапката за донесување на закон, соодветно се применуваат и во постапката за донесување на буџетот и на завршната сметка на буџетот. Планот за начинот и времетраењето на расправата по предлогот на буџетот го подготвува претседателот на собранието по претходна консултација со претседателот на матичното работно тело, односно Комисијата за финансирање и буџет. За седницата на матичното работно тело се обезбедува директен пренос преку Собранискиот канал. При разгледување на предлогот на буџетот во матичната комисија, пратеникот има право на 2 реплики во траење од по 3 минути и 2 контрареплики во траење од по 1 минута. Општиот претрес може да трае најмногу 4 дена, при што се временски ограничени дискусиите на пратениците, координаторите на пратенички групи и на представникот на владата. Расправата по поднесените амандмани пак може да трае најдолго 6 дена, што значи дека постапката во Комисијата за финансирање и буџет е ограничена на максимум 10 дена, при што се предвидени и дополнителни рокови во случај за 6 дена да не заврши претресот по сите поднесени амандмани. Потоа, владата подготвува дополнет предлог на буџетот, вклучувајќи ги прифатените амандмани. На дополнетиот предлог за изменување и дополнување на буџетот, амандмани може да се поднесат најдосно во рок од 3 дена пред денот определен за одржување на седницата на собранието, но само на оние делови кои во дополнетиот предлог се изменети. Амандмани може да поднесат пратениците, пратеничка група и владата. Финална фаза е пленарната седница за донесување на буџетот, која може да трае до 3 дена, при што исто така се временски ограничени дискусиите на пратениците и на представникот на владата. Истите правила се применуваат и при постапката за ребаланс на буџетот, доколку владата го поднесе предлогот до 30 јуни во тековната година. Ако предлогот за изменување и дополнување на буџетот владата го поднесе до собранието по 1 јули, постапката за негово разгледување и донесување е скратена и трае вкупно 14 дена.